кратки најави за денес. Предматичните гинеколози од регионот презентирана најновата опрема за молекуларна дијагностика во Центар за јавно здравје Охрид. Пожар го проголта домот на семејството Автаровски од Струшко ливадишта. Стоп за смртта на патиштата. Светски ден за сеќавање на жртвите од сообраќајни незгоди. Бесплатна вакцинација без термин утре во Охрид. Нема повеќе игли. Бил Гейтс финансира технологија за развој на лепенка вакцина. За најавените и останатите настани ќе ве информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Денес во Охрид имавме умерено облачно време со врнежи од дожд и максимална дневна температура од 14 степени Целзиусови. Во западна и северозападна Европа утре ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, кои што ќе бидат проследени со засилен ветер. Врнежи од дожд се очекуваат и во источните и југоисточните предели. Локално во источните и југоисточните предели и врнежи од снег. Во останатите предели ќе превладува стабилно време со зголемена облачност. На Балканскиот полуостров во утринските часови врнежите ќе престануваат и во текот на денот ќе превладува претежно сончево време со локална облачност. Ќе биде ветровито и студено. Врнежи од дожд и снег се очекуваат во крајните источни предели. Максималните дневни температури ќе се движат од 5 до 14 степени. Во Македонија во текот на ноќта, петок кон сабота, како и во сабота во утринските часови ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Над 1200 метри со врнежи од снег. Во текот на денот ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Ветровито и студено, а во крајните североисточни предели зголемена облачност и на планинските предели во овој регион со услови за провејување на слаб снег. Ќе дува засилен северен и северозападен ветер кој што ќе достигне брзини до 50 км на час. Најтопло ќе биде во утринските часови кога се очекуваат температури од 2 до 12 степени, додека пак во текот на денот температурите ќе бидат во опаѓање и кон крајот на денот се очекуваат минимални температури кои што ќе се движат во интервал од -4 до 6 степени. Во Охрид во сабота во утринските часови врнежите од дожд ќе престануваат. Во текот на денот ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Ветровито и студено со минимална температура од 0 степени која се очекува кон крајот на денот, додека пак максималната ќе има вредност 7 и се очекува во утринските часови. Во Охрид во недела и понеделник по студеното утро и температура од -1, односно -2 степени, во текот на денот ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Максималната дневна температура ќе достигне до 8, односно до 11 степени. Во вторник умерено облачно време со сончеви периоди и дневна температура до 9 степени. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и навреме пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и местни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет.
Правни субјекти, исполнете ги вашите законски обврски од областа на безбедноста и здравје при работа со наша помош. Превентива инженеринг село Оровник. Вршиме прегледи и испитување на работната средина и опрема, мерење на заштитното заземљување на електричната инсталација во објектот, обука за безбедност и здравје при работа на вработените лица, испитување на физичките штетности, микроклимата и осветленоста во работните простории. Изготвуваме изјава за безбедност согласно Законот за безбедност и здравје при работа. Единствени сме во регионот. Брзо, точно, навремено и по најниски цени. Превентива инженеринг село Оровник. Ланецот супермаркети Миса, препознатлив бренд во Охридско-Струшкиот регион. Во Миса секогаш се пазарува со мерак, во сопствената месарница, рибарница, пекара, зелен пазар и во одделот за готова храна. Огромниот асортиман на производи е со загарантирано ниски цени. Пазарете со мерак, ваши Миса маркети. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. 3% од сите испитани примероци со најновата апаратура за молекуларна диагностика во Центарот за јавно здравје Охрид покажале присуство на ХПВ вирусот. Современата опрема во употреба е не цел месец, а веќе секојдневно се прават анализи за кои досега пациентките беа упатувани во други градови или приватни лаборатории. Центарот за јавно здравје Охрид е единствен во регионот на Охрид, Струга и Кичево, кој работи типизирање на ХПВ вирус и определување на кламидија трахоматис инфекции со PCR метода, со технологија која представува врв во диагностиката во моментов. За нецел месец колку што е во употреба најновата опрема за молекуларна диагностика во Центарот за јавно здравје во Охрид, 3% од сите испитани примероци покажале присуство на ХПВ вирусот, додека бројот на позитивни резултати на кламидија е далеку поголем. Со најновата апаратура и современи методи кои ги обезбеди Центарот се врши детектирање на присуство на високоризични типови на хуман папилома вирусот, генотипизација на 14 високоризични типови на вирусот кои се застапени на Балканското подрачје, како и определување на хламидија трахоматис инфекции со real-time PCR метода во гинекологија цервикални брисеви кај трудници. Во овој регион, Струга, Охрид, Кичево, Центарот за јавно здравје Охрид е единствен во околината кој што има ваква технологија и е достапна на пациентите. Што е врв во диагностиката, микробиологијата и молекуларната биологија, а ние како фирма, како биотек групација, стоиме позади нив за поддршка и понатамошна соработка. Зголемен е бројот на пациентки кои вршат прегледи и ПАП тести, посебно на помлади девојки кои се интересираат за вакцината и за ХПВ вирусот, вели гинекологот доктор Јасна Митреска, изразувајќи задоволство поради воведувањето на новата метода во Центарот за јавно здравје Охрид за рано откривање и типизација на ХПВ вирусот, кој што е еден од главните причинители на карцином на грло на матката. Досега нашите пациентки беа упатувани по приватни установи, кои што приватно го плаќаат тестот, а сега во нашиот град ќе има испитување со партиципација, со заштитено од Фондот за здравство. Претходно мора да одат до Скопје, други градови, а и приватни ординации, лаборатории кои што се во градот. И да посочам дека на Запад пред неколку години е воведено наместо ПАП тест прво да се прави ХПВ типизација и зошто објаснато е дека во 99% случаеви ХПВ вирусот е главна причина за појава на карцином на грлото на матката. Тоа ни представува и скрининг метода која што ако се открие ХПВ вирусот на време
се лечи имунолошки со појачување на системот имунолошки на организмот, а и многу лесно ни е на нас гинеколозите да ги откриваме тие преканцерози кои што се 100% излечливи. Во Центарот за јавно здравје Охрид еден месец откако се стави во функција новата опрема, секојдневно се работат анализи, додека искуствата од другите региони кои имаат ваква апаратура е една анализа неделно. Ова покажува дека има голема потреба и задоволство ми е што можеме да одговориме на барањата на пациентите, вели директорот на Центарот Сашо Точков. Ги охрабрувам сите оние пред се матични лекари, матични гинеколози кои што нивните пациенти имаат потреба од навистина квалитетни, стручни, професионални резултати, навремени, брзи, точни, слободно да се обратат во Центарот за јавно здравје, каде што нашиот стручен тим професионален кој што претходниот месец се обучуваше за оваа апаратура, за апаратот Ingenius, ќе можат да ги добијат таквите резултати. Со цел да ги направат поблиски можностите и капацитетите на Центарот за јавно здравје Охрид, доматичните гинеколози од Охридско-Струшкиот регион за поефикасен и навремен одговор за задоволување на потребите на пациентите, денеска во соработка со компанијата Биотек се одржа презентација на новитетите во молекуларната дијагностика кои се достапни во Охридскиот центар. Бесплатна вакцинација против сезонски грип без термин утре во службата за вакцинација во Охрид. Вакцини ќе бидат аплицирани во период од 11 до 14 часот. Утре во службата за вакцинација во кругот на Општа болница Охрид ќе се врши вакцинација против сезонски грип на граѓани кои сакаат да ја примат вакцината без разлика на возраст и без закажан термин. Вакцината ќе биде бесплатна. Вакцини ќе бидат аплицирани во периодот од 11 до 14 часот. Оние граѓани кои сакаат да бидат вакцинирани, но не се во можност да дојдат во службата за вакцинација, ќе можат да ја примат вакцината во домашни услови доколку се јават на телефонот 071 366 564 и да остават соодветни податоци, информира раководителката на службата за превентива доктор Сонја Мариновска. Службата за превентива на деца и младинци при здравствениот дом Охрид е вклучена во спроведување на кампањата за имунизација од врата до врата, организирана од Министерството за здравство во соработка со Светската здравствена организација. Кампањата е во тека, опфатени се општините Охрид и Дебрца со селата и населбите. На 21 ноември екипата за теренска вакцинација ќе биде во Орман, Лакочере, Велгошти, Лескоец, Косел и Куратица, а на 24 ноември теренски активности за вакцинација ќе се спроведат во Ботун, Белшишта, Злести, Средоречје, Лешани, Велме и до Горна Дебрца. Вакцинацијата започнува од 9 часот во училишните дворови и местните заедници. Пожар го пеплоса домот на семејството Автаровски од Струшко Ливадишта. Им изгоре целата покуќнина, покривот, дограмата и облеката. При гаснењето на огнената стихија се повредиле тројца пожарникари. Семејството бара помош од хумани граѓани. Силен пожар ја проголта куќата на семејството Автаровски од Струшкото село Ливадишта. Се што макотрпно граделе го снима за неколку мигови. Изгоре во пламените јазици кои избувнале околу полноќ пред 2 денови. Огнената стихија го пеплоса, покривот, целата покуќнина, дограмата и облеката. По целата несреќа среќа е што едно од двете деца било будно, па успеале да се спасат без да бидат повредени. Децата ми се јавија. Тато гориме. Излегвите надвор, му реков, од куќата сместа. Тие сакаа со вода, ама тука и струја имат. Излегоја надвор, пожарните дојдоја, тројца пожарникари се повредија. 4 членото семејство после пожарот остана без дом. Престојуваат кај роднини и пријатели. Негде година и пол, куќава е прам повеќе од 10 години. Сега по пријатели, по роднини. Ги молам сите колку имат можност да помогнат и фирми. Куќата ја граделе макотрпно, цела деценија со кредити и рати. Денес молат за помош од хуманите граѓани и компании. За сега не се точно утврдени причините за пожарот во Струшкото село Ливадиште, но првиот сомнеш е дека станува збор за електричен спој. 124 лица го загубиле животот на патиштата во земјава во 2022 година. Денес се одбележа Светскиот ден за сеќавање на жртвите од сообраќајни незгоди.
Со засадување цвеќе во кругот на СВР Охрид и со испуштање црни балони на плоштадот Свети Климент Охридски, Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата и СВР Охрид одсек за превенција денеска во Охрид символично го одбележаа 17 ноември, светскиот ден на сеќавање на жртвите во сообраќајот. Според председателката на Републичкиот совет, доктор Гордана Кожуваровска, во текот на 2022 година на патиштата во земјава, животот го загубиле 124 лица. Портпаролот на СВР Охрид, Стефан Димовски, се осврна на црната статистика во Охридско-Струшкиот регион. Во текот на првите 9 месеци од оваа година на подрачјето на СВР Охрид случени се 7 сообраќајни незгоди, во кои за жал 7 лица, возачи на патнички моторни возила и сопатници ги загубиле своите животи. Во 2 сообраќајни незгоди случени на автопатот Охрид-Кичево, кој е во изградба, животот го загубиле 2 лица. Од тука полициските службеници на СВР Охрид постојано се присутни на овој автопат во изградба со цел со своето физичко присуство, но и со другите мерки да придонесат во зголемување на степенот на безбедност во сообраќајот, посебно на овој патен потек, како што напоменав. Контролите ќе бидат интензивирани во текот на престојниот зимски период со цел да се намали и бројот на случајни сообраќајни незгоди. Кожуваровска и Димовски упатија апел до возачите и до сите други учесници во сообраќајот на крајна внимателност при управувањето со моторни возила и почитување на поставената хоризонтална и вертикална сигнализација со цел значително подигнување на сообраќајната безбедност и намалување на бројот на сообраќајни незгоди. СВР Охрид преку полициската станица за безбедност во патниот сообраќај и одсек за превенција на целото подрачје ја отпочна кампањата за безбедно патување во зима, информира портпаролот на секторот Стефан Димовски. Кампањата се реализира под мотото "Биди подготвен, користи зимска опрема", на која полициски службеници низ непосреден контакт со возачите на повеќе сообраќајни пунктови ќе ги подсетуваат возачите за обврската која стапи на сила за задолжително носење зимска опрема при управувањето со моторни возила. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата на возачите ќе им се поделат и едукативни флаери со корисни совети за безбедно управување со возилата во зимски услови. Согласно Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата од 15 ноември ова до 15 март наредната година задолжително е поседување пропишана зимска опрема во возилата. Се депонираат абразивни средства во урбана заедница Стар град. Согласно законските обврски кои ги има јавното претпријатие Охридски комуналец околу одржување на јавните површини во зимски услови и програмата за зимско одржување на територија на општина Охрид, депонирани се вреќи со сол и ризла на повеќе пунктови во Стар град. Со овие активности ќе се обезбедат услови за брза интервенција во услови на снег и голомразица за да се овозможи непречено движење на граѓаните и возилата по стариот дел од градот. Поради специфичноста на теренот, тесни и стрмни улици и сокачења, стариот дел од градот е приоритетна група за интервенција во зимски услови, велат од претпријатието. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Американскиот председател Џо Бајден го потпиша нацрт законот за финансирање на федералната влада кој не вклучува дополнителна помош за Израел и Украина, соопштила Белата куќа. Законот не предвидува издвојување на 106 милиарди долари кои администрацијата ги бараше за помош на Украина и Израел, на што инсистираат демократите. Представничкиот дом, каде мнозинството го сочинуваат републиканци, гласаше за доделување помош само за Израел, но Сенатот, кој е под контрола на демократите, ја блокираше иницијативата. Бајден рече дека нема да го потпише нацрт законот за доделување помош само за Израел без Украина, доколку Конгресот одобри таков документ. Сега тоа прашање ќе се разгледува одделно. Како што пренесува Reuters, Бајден го потпишал предлог законот на маргините на свечената вечера во Сан Франциско, каде се собрани лидерите на АПЕК.
Финската влада објави дека во сабота ќе затвори 4 од 8 гранични премини со Русија. Ќе бидат затворени најјужните премини во најнаселените региони, додека 4 посеверни премини лоцирани во руралните средини ќе останат отворени. Барањата за азил ќе бидат централизирани на 2 од 4 премини што ќе останат отворени. Финскиот премиер ја обвини Русија дека се обидува да ја дестабилизира Финска како одговор на нејзиниот пристап во НАТО. Според финската гранична стража, од август годинава зголемен е бројот на луѓе кои им е дозволено да влезат во Финска и покрај тоа што немаат соодветна документација, односно безвизни граѓани од Блискиот Исток и Африка. Нема повеќе игли. Бил Гейтс финансира технологија за развој на лепенка вакцина, односно примање вакцина со фластер со растворливи микроиглички, пренесува Reuters. Фондацијата Бил и Мелинда Гейтс инвестирала $23,6 милиони во американската биотехнолошка компанија Micron Biomedical за развој на масовна примена на овие вакцини. Тест вакцинацијата била реализирана оваа година во Гамбија против сипаници и рубеола, произведени од Институтот за серум во Индија, а била аплицирана и на возрастни и на новороденчиња и се покажала како безбедна и ефикасна, исто како и традиционалната вакцина и имала ист имунолошки одговор. Друга предност на оваа лепенка вакцина е што нема потреба од ладен мост при транспортот, а примената не бара присуство на здравствен работник. Фластер вакцината може да им помогне и на оние кои имаат страф од игли, објавила компанијата. Тука го завршуваме и првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Имајте пријатен викенд.